Одек на звукот на првото училишно звонче низ училиштата. Детски џагор, родителска среќа, насмевки, прегратки, па и понекоја солза радосница или страф од неизвестност беа видливи кај оние кои денеска за прв пат тргнаа на училиште. И годинава највозбудени се првачињата. Зошто сакаш да одиш во училиште? За да другарувам и дека е убаво. Да научам, да пишувам. Јас сакам многу да одам во училиште. Зошто? Оти е многу убаво. Само да цртам. Да, многу сакам да учам. Во основното училиште Кирил Печиновик во Кисела Вода премиерот Христијан Мицкоски заедно со министерката за образование и наука Весна Јаневска им посака среќен почеток во новите училишни предизвици на сите ученици. Премиерот е задоволен што првпат после 8 години учениците ќе ги имаат пред себе сите учебници и им порача дека ова се години кога децата меѓу другото учат и за две многу значајни вредности: семејството и татковината. Наставниците сум убеден дека вредностите кои што најмладите праводеленчињата ќе треба да ги дознаат за своето семејство, за мама, за тато, за даде и за бато, но исто така и за она што се вика татковина, нашата прва Македонија, ќе го пренесат во вистински начин, во вистински дух. Опозицијскиот лидер Венко Филипче од основното училиште Киро Глигоров во Скопски Капиштец им посака среќен почеток на сите ученици. Во 7-годишното владење на СДСМ учениците беа оставени без учебници. Сега кога учебник има за секое дете, Филипче признава дека секоја добра политика треба да се пофали. Секоја добра политика и се што е добро, апсолутно сметам дека треба да се пофали, нема простор за критика која што е само критика. Нема потреба да се ниту пак може да се постигне некакви политички поени. Така да во тој дел каде што МОН обезбедил тоа што треба, добре. Како изминатите 4 години, така и оваа општината Кисела Вода обезбеди ранчиње и прибор за секоја прваче од оваа општина. Градоначалникот Георгиевски вели дека влогот во најмладите е влог во еднината на Македонија. Градоначалникот на Центар пак Герасимовски потсети дека во текот на летото имало повеќе реконструкции на основните училишта. Униформи за сите ученици, смарт уреди во секоја училница, нови и реконструирани спортски терени и сали, пречистувачи на воздух во секоја училница, фотоволтаици на училиштата кои денес сами произведуваат електрична енергија, како и доградбите на училиштата за работа во една смена. Имаме реконструкција на повеќе тоалети во нашите училишта, реконструкција на спортските и свечените сали. Дел од нив се веќе завршени. Имаме само во училиштето Гоце Делчев реконструкција на уште неколку тоалети кои што планираме во текот на месец септември бидат целосно завршени. Ова учебна година зголеме на бројот на образовни асистенти во основното и не за прв пат и во средното образование за учениците со посебни потреби. За прв пат е воведено и формално образование за децата на долготрајно болничко лекување. Од Министерството за образование најавија дека во второто полугодие наставниците ќе почнат со примена на вештачка интелигенција во секој предмет. Ова учебна година запишани се 245.000 ученици, односно 177.800 основци и 67.200 средношколци.